и во зло на ова наше древно тло. Една желба имаме, Насмеяни да бидеме, за дена или 100. на човек му е по-пусто. Во ова време матно, само сменето е безплатно. Ајде луѓе дојдете, овде да се дружиме. Во овој циркус народен, смешен и разоноден. Повелете на представа, без неја не остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Во добро и во зло, На ова наше древно тло една желба имаме, насмеяни да бидеме, за денар или 100. на човек му е по-пусто. Во ова време матно, само сменето е безплатно. Ајде луѓе дојдете, овде да се дружиме. Во овој циркус народен, смешен и разоноден. Повелете на представа, без неја не остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Овој циркус народен, смешен и разоноден. Повелете на представа, без неја не остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Во стендап Македонија. Чекай, вака. Ево ја. Милојко. Милојко. На многу убаво место си го ставил. Мислам си го закачил така убаво. Гледам. Шо му фале? Кога сака стане, кога се заспие. И цело време стане заспие, стане заспие, едно време укоче си. Так. И например, ако го удреш, он наведне сама па се върне у правобитната положба. А и нешто, многу е свој глав. Ај шо е свој глав, едно време стане и тврдоглав. Таква му е позицијата. Да. Такво му е местото. Местото му е види, такова. кога ќе влезу таа фазата. Ој па разбери се со него. Кога ќе влезу у фаза тврдоглав, нема шанси да се разбереш. Има, нели ти текнува кој е тај? Не. Како ти го објаснам, бе? Дај ми нешто од вака да го видам сликовито ми го објасни. Да, сакам. Знам дека е крупна фирма. Крупна фирма е. Друго? Цело време раците ладно му и вака прави, цело време што ради. И му смета косата, и вака прави. Ау. Чеј, само ти кажам. Значи, кога плескаат, сватиле кој е, сваѓаш? Кој е младата? Добро е, само он да не свате кој е. Абе, знам, он некад... Дали ти текнува, бе, брат? Вака некад прави со косата. Не, он го фане го прамено и од тука го стае. Да. Мислиш, коса у пичку матер коса има, бе? Коси да ти носи, бели коси. А до тука нема коса, ама од тука натака. Разбираш? Добро е тоа, добро Не е. знам како друго јаче да го објаснам. Не ми текна уште. Едно време собираше слики од животинско царство. Аха. Уствари од познатите фаци од Македонија. Па исто ко животинско царство. И шо Собираше правеше? ги и само он не ги лепеше, него ги редеше на штипки дома. А. Редеше ги и за сите се знаеше. А чекай, шо ќе се деси од кој ќе го собере целиот албум? Шо е наградата? Веројатно ќе му дадат компјутер. Па добро, види, компјутер, канцелариска работа.
Први ќе го затворат у канцелариска работа. Па после таму ќе го отворат. После ќе го отворат. Таков е делот се. За отварање ќе се збори, што да се. Бајбе вечер касно шоу нешто. Нешто вечер, вечерта добро разбирам, ама касно. Ем шоу. Позгоре шоу, разбираш ли? Ау, чекај, знам, чекај ми текна, кај него само мажи се збират. Исклучиво мажи. Имало наводно, сега гледај, има, чекај, наводно ще има спекулација дека имало и жена у емисијата. Ама тоа е... Така сега ти кажам, тоа е шпекулации. Значи, чаршиски муабети. Визуелно не можеш да видиш. Али, пратиме научници да откријат дали со ДНК, дали уствари стварно е тоа жена или не. Добро, кој ќе бидат готови резултатите, ќе ги објавиме на следниот стори. Така е. Нај ми е спонзором. Фино, добре, овако, добре. Значи, они се од напред. Зашто се они од напред? Па ние така сме наместени, таква е позицијата. Значи, они се у оваа позиција. Добро. Они си се у позиција, да. Чекай малце. А други чекай да му кажам нешто. Ке речат брат сум далел 50 евра за да даеш аплауз. Нема вака ми работа да ги тераш со сила луѓето на плескат. А чекај, не ми пројде фитата, не беше смешно. Други спонзори имаш ли? Имам еден заден спонзор. Од позади ми е тој спонзор. Ај, молим те, обрни се. Молим? Обратна позиција. Не те разбирам. Опозиција ме, брат. Опозиција ме, така кажи да те. Чекай да прочитам. Аналитико. Да. Аналитико. И ти ли бе анал, бе? Не бе ја анал. И ти ли бе, брат, бе? Да мувам мајката. Не бе, не, таков ми е спонзорот Анал. Итико му е моминско презиме. Си го носи со себе, само се менја предниот дел од оваквото. Итико си го носи, Сега си го зема он Анал, уствари. Тоа му е од претходно. Итико му е од претходно си го имаше, да. И ја имам еден спонзор од позади. Де да го видам, молим. Ја! Како? Чекай, не прочитай го, молим те. Они го прочитаа. Како? Кажете го спонзорове да го евам. Кажете го спонзорове. Така. Чекай да видам у центар. Многу конкретен спонзор имаш, брат. Знаеш каде го тражиш. Не, он знае каде да те насочи. Директен ти е многу центарот. Знаеш со кој ми е? Еј, чекай сега како да ти го објаснам. Ми го зема од уставе. Само што сакам да те прашам тоа. И ти го давам после познади целе. Како да ти го објаснам? Чекай сега, сликовито, молим те. Да, сликовито, вај у центар. Не, сега, вака, сега ти кажам. Да. Пази ме, држи. Перцепција. Чекай, јас сум гостинот. Перцепција. Јас видам гостин. Добро, чекај, кој е гостинот? Мамети. Да. Добро. Гледа, слушай. Добро. Што на моменти дали ги бевте оние? Ти го слушам. Ангажираште се тие први оно што зошто вие го правите тоа и ако не го правите зошто го правите, ако немате причина зошто? И оно што мене ме интересира е оно дека вие. Ама чекај малку, ми го ставаш во уста, јас не сум го кажувал тоа. Значи вие сакате да кажете дека тоа е што ти го кажа вие веќе ставите. Ми го ставаш во уста, јас тоа не сум го кажувал. Не сум го кажувал. Ако сакате вие да говорите, ако не може некој од представите, ако не што добро. Многу на емисијата беше пријатно, се најубаво. Текнами ти за кое? Текнами. Текнами. Ој, слушај, знаеш ли кој е он? Кој? Знаеш, он е уствари тај што има, он има добиено Гинисов рекорд за најмногу поставени прашања во една секунда. Ама без добиен одговор. Сам праша, сам се одговори, едини рекорд е тој. И се знае. Се знае. Одлично, браво, добре, одлично. И тоа што не... Така сега, молим. Да разчистиме. Да. Овие се позиција, ако се свртнеш, овие се опозиција. Опозиција. Леле, боли малце на почеток кој идеш на ке опозиција. Па кога ќе преминеш од позиција во опозиција, боле, брат. Боле малку, ама свикнеш се. После свикнеш се, после текна време, Значи, од таму е уствари тоа опозиција. Значи, ото дошло кога ја смениш позицијата, малку те боли. Малку те боле.
Аха. Оното после те боле цяло време, ама ти навикнеш, разбираш. Добре тоа, добре. Значи тоа е тоа што сакаме да расчистиме, што они се Сега, не ми една, окей, расчистиме кој се у... Ове, век чешувал ми дека ги правам вака позиција, не решувал. Баулите, нели? Све напред ме тера некако. Да пуцаш. Да пуцаш. Ако си обратната позиција, те Не пуцат. ти се свиѓа, видиш. Те пуцат. Да. Чекај сега. се пуцат. Тоа ми е јасно, а не ми е јасно како се свикнеш, бе, брат. Да те боли. Чекај, сакаш да ти го изглумам. Молим те, со оваа паѓалката многу Молим те, сакаш да го изглумам. Многу се ми Пример, ја ќе бидам позиција, ти ќе бидеш обратна позиција. Молим? Опозиција. Опозиција. Сакаш да видам? Јас сум опозиција. Да, ти си опозиција, јас сум позиција. Може Чекај ли? да влезам во улогата. Ај, молим те, влези улогата, ај. Улезе ли? Чекај да ми влезе улогата. Да ти помогнам да ти улезе. Не, добро е, седи таму. Добро. Чекај сега. Ајде, Чекај. улезе ли? Бе, не ме те концентрира те. Ја може да ти помогнам. Немој помагај, чекај сега. Тешко е у опозиција да влезеш. Најлесно е. Влегов. Ајде, 2, 1. Парите кај се? Парите кај се, буџетот. Кај е, хонорарите, кај се парите? Не ме прекинувате да зборам. Се извинувам, не ме прекинувате да зборам. Значи, Имаш реплика, ќе си реплика. не ме интересира репликата. Кажи ми ти, Да ти објаснам. кај се парите? Парите- Кај е буџетот? Си ги изгубил парите на площад? На площад ги има изгубено парите, у фонтаната ги има фрлено. Те знам ја тебе кај ти се парите, немој ти ме... Така сега ти објаснам, продуцентот е тука, буџетот е тука, наш ние треба да го донесеме заедно. Ја да ти носам буџет. Не, значи тој е Ти наш. си го поема буџетот, Така ја сега, го тој е наш заеднички буџет. Па шо ако е заеднички? Кај се парите? Па треба да ги донесеме. Па иди донеси ги. И не била. Шо не бива? Заедно треба да ги Не ме донесеме. интересира. Леко да му Ја објаснам. тебе не ти носам буџет. Разбери Слушај, ме. мора да го донесеме буџетот, ако не го донесеме кинезите нема леп да јадат. Кој ќе нема да знаат? Кинезите. Шо има веза тоа со нашиот буџет кинезите? Па нема да имат пари луѓето да купат гавија мади in China што се. И после како? Боле ме куро за кинезите. Буџетот го донеси. Донеси го. Не. Не ме интересира. Не, Донеси. заедно, пак Не ме заедно, интересира. пак Ја ти заедно. објаснам. Пак Донеси сега го да буџет. ще Не, да го- ме удри! Ме удри! Ме удри! Ме удри! Сите видоа! Ме удри! Слушај, Ја? да не ти е скапана раката нешто. Ја демонстративно ја напуштам салата во оваа црна сабота. Демонстративно ја напуштам салата. Врни се бе, врни се, врни се, молим те. Не. Со се микрофоните ќе ја напуштам салата во оваа црна сабота. Не, оди надвор, кол си ги измрзеш, ладно е. Ако свикнавме. Башка имаме тој главниот виски не носи цело време. Ајде врни се, ако сакаш, ако не сам ќе го донесам буџето. Еве го, јаво ја, 3, 2, 1, так, донесе го буџето. Чекај ме! Биде, готово. Чекај ме! Биде, брат, готово, оди, ти чекај надвор, ајде се оди надвор таму. Ако ви треба помош, кажи, имаме специјалски ви срдат, секој ви направи, не е проблем. Чекај ме! Чекај сега, ти го донесе буџето Донесе ли готово, што да правим се? без мене. Пак и не изтеке ја гладоват си бијат. Значи без мене го донесе буџето. Не бива, брат, готово, Добро. завршена е таа работа. Добро. И не постои више прашање. Добро, чим така, добро, ајде извади го да ги мериме. Ајде. Ајде тоа вечер кога сме сами. Не, пред времено да ги мериме тука. Сите да видат, да ги измериме. Ајде, вади. Вади го, ајде да ги мериме. Сици му е малти рейтинго. Шо да мереме? Шо да мереме малти е овај рейтинго што ти е? Шо да мерам? Шо да мерам? Ај. Па ладно е надвор, бе. Фебруаре, оди у март да го видиш кога ќе биде. Евате. Оди у март на топлото, тамо 25 и 6. Добро, бе. Оди. У март. У март. Бива. Бива ли? Бива у март.
Ама пази да не уопште ти се дигне до март рейтинго, па да не се појавиш кога ќе ги мереме. Да не се појави март ако ги мериме. Можда нема да се појавиш. Ако ги е мал, нема да се појавиш. Па добро ви да не се појавам, шо? Шо па те тебе боле? Јас сам ќе си излезам, ќе си го мерам. Шо па тебе Ја те... најубаво знам колкав ми е. Шо па тебе те боле дали ќе се појавам или не? Шо те боле рейтинго? Ако не се појавам, мој проблем е тоа. Ај, чао. Чао. Не ми интересираш. Ало, оди ми, прди се. Ей, заврши шегата, дај те аплауз. Ајде, аплауз. Ај, аплауз. Шо се копираме тука, голи славаме после на телевизија, Па и татко ти така бе, брат. И татко ти дошол. Тебе, сестра ти. И рече, сине, заволи учиме факултет, глуме се ставиш. Брат, нешто... Бака изгледа двајца невработени глумци. Не, ако е за вас смешно, за мене не е смешно. Ја не знам тоа, вие како си го сваќате. А брат... Ама тоа знаеш зашто е така? Молим. Зато што ние не знаеме да се лижеме, бе, брат, кај министерот. Да не знаеме како овие... Они знаат како треба. Овие спонзорите и тие задниците. Овие сте, задните задници, они најбаво знаат како кај министерот се лиже. Како се лижат кај министерот? И сакате да објаснам, ќе ме кажа, гледај сега. Чекај, јас ќе бидам министерот. Ти биди министерот, молите. Добро. Ти биди министерот. Кажи ми, оти ние не знаеме да се лижеме. Брат, ние сме како тие, например, дојат некој кај министер и му вика: "Тој господин министер, може ли малку? Малку." Молим, не те разбирам. Малку да отворам. Види сега, ја као министер тебе не те разбирам, брат. Не си конкретен. И после министерот не ги разбирал, па народот не знае што сака да каже. Значи имаш. Овие како лижат? Овие знаеш како лижат? Он доаѓа директно кај министерот и вика: "Добре ден, господин министре, како е?" Добре. Добро ли? Добре. Од Савајле бидели? Биде јакото. Добро. Ајде процедурално ќе ме молам. Да, благодарам. Процедурално. Ќе ме молам за време на процедурата да се опуштите. Опуштено е. Опуштено, биче твое што е njeno, ајде. Клекнувам, отварам и го лижам. Разбираш? Ама министре, Молим. ти од Савајле не си пришол. Шо ќе се пришам кога знам ке тоа такви кod тебе ке ми излишат, бе? Извиниш. Само кажи ми по-левио ли къс да го лижам? Не, тесни ове, брат. По-тесни сме, не По-на тесно, значи. По-на тесно да удареш малку. Така Слушай, се лиже, бе, брат. само ти објаснам нешто. Една финта за лижење. Значи, пред идеш ке министерот да лижеш, ќе си земеш, ќе си вапнеш 2-3 метал бомбончички. Да го освежиш. Кој ќе му... Значи, кога ќе му влезеш 2-3 прста шлуп, И со стиво после можеш вака да му правиш. да го намовнеш. Да ти објаснам како изгледа тоа на министерот кога после менталот ќе го лижиш, ќе го Ја туфнеш. ќе ти дувам ти... Јас сум министерот, ти дувај, ајде. Ама мора брат со ментал бомбона, пошто они 24/7 работат. И тоа е натапкано е. Натапкано е, но И мора да го опуштиш. Да, малку и кој ќе го дунеш ќе го намовнеш, малку Со ватнеца, ако има и... па некој влакнес министер кој ќе... Ќе го намовнеш. Да. Много. А има, ние глумци невработени. Те кажи ми глумците како се лижат. Они песничка пеат, брат. Сега сакаш, имаме една песна спремана. Ајде. Има една песна, брат. Сега ќе ја прочитам, па е за кај министерот. Специјално. Да, од Петар М. Андреевски, вика се умилкување. Умилкување. И сега не ме чуваш што ќе кажа. Умилкување. Ама не, доближи ја, бе. Ова, ево ја. Ето го. Умилкување. Ета. Таа е процедуралната песна за кај министерот. Сега ќе, значи доеш кај министер и вака му правиш. Умилкување се вика песната. Знаеме таа процедуралната, ајде молим те. Само малку емоциите да ми дојдат. Да ти помогнам за едно. Не го. Добро. Опушти се, Опуштено ова. Чекай емоциите да ми дојдат, не ми дојдат.
Начекаме ти сега, пък и си играш. Па министър съм, брат, що не рече ти министър да бидеш. Айде, тере. Умилкување. Знаеме го наслово, тере дали. Ти ги отбритам сите горештини од мојава глава. По суво дрво. Тебе ти одмак е дрвото да му до мајката се. И сува рида. Реките ки ги заковам. Ке те предплатам на вечна љубов. Значи вечно ќе ме гласаш, добро е тоа. И вечни времиња. Да сме на власт нон-стоп, добро е тоа. И ке те љубам, и губам, и во пости, и пред гости. И пред гости. Само да ме сакаш, не те лапам сега. Не, си дал. Дали е за ке министра песичката? за ке министра. Дај да се напиеме една водичка. Ајде, Чај си сеам ја. Ај за ке министро и делува 100% делува. Ако не делува со ментол помогам да го разлавиш. Таа ти е Кецо Рукав. Така. Добро? Има, не знам дали знаеш, овие педофилите, они како се вишат ке министр. Педофилите ли се лижат ке министра? Брат, ама они сакат некој да и се погоди некој министр шо помлад. Шо помалечок да не кажам. Добро, Они се така педагошки свикнати, разбираш и комуникацијата е така. има таков педагошки пристап. Пристапот е таков. По младите. На педофили. Ова од Штип, не знам дали знаете, у Штип многу педофили има таа. Највеќе у Македонија. Жепкаш болна тема. Ти ги спомнаме, браде. Па добро сега, ние имаме сдружение на педофили. Асоциација. Corporation Development for Children and stuff. Corporation for Development for Children Adult Programs. After 18. After 18, yes. Yes. Или under 18. Under 18. Under 18, да. Каде under? Каде under, да. Тај имаме, сега скоро имаше тај најмудри. Имаме председател на сдружение. И тај е најмудар од сите. Со најголеми муда. Да, најмудар педофил. Добро. И он стално си прави такви требини за децата. Едукација. Скоро има една требина, викаше се како со Чичо и зошто. А како изгледат тие? Смеси. Како изгледат Видам ти тие? деца кои ги имаш. Али го се смееш. Кажи ми како изгледат трибините. Па тоа е седне го дето, разбираш и тукам го седне. Као Дедо Мраз. Да. Так. И му вика, шо правиш? Одма ли жабчето го извади? Извади. Гледам те на Facebook сингъл си. Не се нервирай. Никой не смее да купи после Чичо. А слушай, знаеш дека сега педофилите се јавни личности. Шо збориш, бе? Да бе, јавни личности се. Како ми јавно? Така ме ги имаш на сајтот на МВР сите. Со сликички. Ако сакаш можеш и лайк да му кликнеш на педофилот. Или recommended. Бе, ја вајте го препорачувам. Да го препорачаш. Од твое лично искуство. Многу со деца го бива педагог невиден. А сликата знаеш каква му е? Каква му е сликата? Седнал тука, брат, легнал тука вака. И на вако на јамбулија. Гол. Ама пред камино. А гол ли е? Гол бе, гол. А не знам дали може да ме замислите гол мене. Чекай, ке пробаме сите да замислиме гол. Ако не, забива да се соблечам. Ако не пооблечи се да те И замислиме. брат, легнал гол. Добро. Пред камино и под слик и тука ставила една играчка меча. И пишал под сликата, пронајди ја играчката. Следува награда. Шо е наградата? Тоа детето ќе си види. Има, ќе се изненади, има 2 киндер јајца таму, ќе се изненади детето. Абе за тия затвор бе, брат. Затвор. Затвори го таму, затвор, стори го таму, и таму кој ќе се сретне в затвора со првата негова љубов. Тоа бил он професор по историја, а детето било студент. Овој ученик. Арно, ама сега тето порастало, напилтало се, напукало се и го гледал таму и вика Чичо! И кој ќе го разчиче. Сите чички. Чички, слободна плана. Да ги тераш со сила, опичко. Да се навикнат. Незгодно е, таков е денот. Незгодно е, да. Не знаеш што ќе ти падне у раце, не смееш да плескаш, опичко. Епа, слушај, гарант од овие тука сите се хомофоби. Што дошле денес кога? Она рече сигурно. Сигурно? Она знае, она има правата информација. А што хомофобите? Хомофоб, тоа ти е кога се плашиш од фобија. Кој имаш фобија од хомо? Од хомофобија. Фобија, да. Има бе какова е у Штип хомофобо, не ли си? Ау, да, пиеме кафе у Штип. Пиеме кафе у Штип, те објасниме ситуацијата. Пиеме кафе у Штип и тука спроти нас седе едно такво пеперуче.
Абе, лита тялото, такова пала, тако не идеш, да му направиш. И тука со 3 другарки. 3. Со се него 4 бяха. 4 другарки. И он тако вика, и слушам, правим обед. И вика ми на мама, ай чупаме тука вегичките ми за на ден малко чупаме. И у меѓу време, влагарен тип, билдер, токав. У ноември месец, по синдикалка, разбира. Само што изтегол. Само што излегол од теретана, испотен, у ноември месец, влага у кафичот, влага и седнува карши пеперутчето. И го гледа. И се нервира. Многу се нервира. Црвенее му главата. Тука вената так. Имаш так вената, а да го прашаш зашто се нервираш, брат, не знам да ти кажа, не е битно, билдере. А вај не го прекратува, вај си зборим обед со другарки. Он лита. И вика, мама, ај, ја треба ще ти подеб. Ама ништо не биде. Не, со микрофонот ме тупе. Не, те тупете растура, брат, од преска, вака, да. И вај хомофобо му иде. Билдеро. А вај нема појма за него. И вај вика, јас сум мама, вика, мамо, де ај подепилираме тука, испокупаме и лошо ми дојде некако таболеме од... Чао, тути! Не говори! Не ме нервирај! Шо му е? Со ланецо ке те задавам! Нели, сите билдери ланец имат. Со леле Киро, плашо, држи ме, ке го задавам со ланецо! Ама не си секрет. Леле, фаляме! Фаляме педеското! Леле, ке го убијам! Толку од нас ваа вечер, иначе морам да ви кажам дека денеска... памет... Патето блеме, брат! Однапред те тупи цело време. По православниот календар денеска е Свети Евтимий, значи тоа е мој имен ден, јас сум Евтим Трајчов Ѓурски и вие сте моите гости, 1700 луѓе. Сега малку ненајавено ми дојдете, па мораме од комшиите случаја да присупираме, да знам за догодин да ве па. Да ме планира па. Фала ви многу луѓе. и уживајте со зградите стендап мајстори. That's it.